Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Добар ви ден, драги следбеници на Елиезер. Ова издание го започнувам со мислата за која сигурна сум дека ви е познат. Што сееш, тоа и ќе жнееш. Што сеете во вашиот живот, а што во животот на другите? Да размислиме околу оваа тема и, доколку има некој сегмент во кој треба да промениме нешто, сега е вистинското време. Што е или кој е сејач според Светото писмо? Сејач не е човек што сее, што дава повремено. Сењето подразбира постојаност, редовност. Давањето не е хоби, не е експеримент, не е нешто што е привремено, туку е животен стил. Живееме за да даваме, живееме за да сееме. Не станува збор само за сеење или давање пари, туку и правење добро дело, помагање, давање убав збор и слично. Кога стануваме наутро, му велиме на Господ: упатиме денес каде и на кого да му помогнам. Каква добрина да посеам во нечи човечки живот? Што е тоа што јас го имам и сум подготвен да го дадам на друг? Во Битие 26 глава, Исак, сејќи во глад, во немаштија, истата година доби 100 пати повеќе. Ако одлучиш да бидеш сејач, ти никогаш нема да останеш без семе. Немој да не сееш од причина што мислиш дека имаш малку. Кога и да е, треба да започнеш. Тоа малку ќе се претвори во повеќе, а тоа повеќе ќе се претвори во многу. Во изреки пишува: не чекај околностите да бидат совршени. Започни онаму каде што си. Ти го одредуваш твојот приход врз основа на семето што го сееш. Ти си одговорен за твојата финансиска судбина. Господ Бог на човекот му даде власт да доминира и да управува со земјата, но и му даде семе. Секој растение има семе. Се има семе. Се умножува преку семето. Што значи,
Господ на човекот му даде авторитет и семе. Човекот ја одредува својата судбина за финансиите, за богатството, преку семето што го сее. Господ ги запазува своите закони, законите на сеење и жнеење. Штом сееш, значи дека ќе го жнееш, а ќе го жнееш она што си го посел. Да земеме пример со едно јаболко. Штом го пресечеме на половина, во средината се наоѓаат семките, односно семето. Ако посадиме една семка, од неа ќе израсне дрво со многу јаболка. Ако во едно јаболко има 6 семки, ќе пораснат 6 јаболкници. Можеш да ги избориш семките во едно јаболко, но не можеш да ги изброиш јаболката што се содржат во една семка. Во Битие, 8 глава, 22 стих пишува: Од сега, па се дури постои земјата, нема да престанат сеењето и жнеењето. Тоа Господ го направи за човекот да се одржува и да просперира на секој поле, вклучувајќи ги и финансиите. Што му рече Господ на семето? Расти! Впрочем, тоа е единственото нешто што семето знае да го прави, а тоа е да расти. Доколку сте забележале, растенијата растат дури и на карпи. А како успеваат во тоа? Светото писмо не учи дека зборовите се семе, мислите се семе, нашите акции се семе, нашите дела се семе, нашите пари се семе. Во второто послание на Павле до Коринтијаните 9 глава пишува: Кој скржаво сее, скржаво ќе жнее, а кој богато сее, богато ќе жнее. Секој да дава од се срце, а не со жал или принуда. Оти Бог го љуби оној што од срце дава. А во послание до Галатјаните 6 глава пишува: Не лажете се, Бог не дозволува да биде поруган. Што ќе си посее човекот, тој ќе си жнее. Кој сее во телото свое, од телото ќе пожнее погибел, а кој сее во духот, од духот ќе пожнее вечен живот. Светото писмо укажува дека прво мораш да посееш за да жнееш. Како што гласи стихот: Сеј во праведност, сеј во добрина, жнеј во милост. Ако сееш во правичност, живејќи добар живот, верувајќи му на Исус Христос, ти ќе ожнееш Господовата милост и спасение. Исус Христос ја обезбеди правичноста што ни е потребна за да живееме. Во псалмите пишува: Оде и плаче оние што носеа свое семе, но со радост ќе се вратат носејќи ги своите снопја. Исус Христос умре на крстот со солзи, за ние да можеме да имаме радоста на спасението. Дали си сеел добри дела? Дали си сеел во покаяние? Дали си сеел во вера? Дали си сеел во читање и проучување на Божиот збор и молитва? Или си сеел во лоши дела, во страстите на телото, во омраза, раздор, поделби, крадење и сите останати негативни работи? Ако сееш и ќе жнееш. Секој човек е сејач и жнејач. Како трето, ќе жнееш тоа што ќе посееш. Секој збор, секоја мисла, секој дело, секој грев се е архивирано во Божјата архива. Без покаяние за стореното не постои друга опција за бришење. Со прифаќањето на Исус Христос за свој спасител, покаянието и повторното раѓање, односно духовното раѓање, не постои друга опција. Неизбежно е. Тоа што сееш, тоа и ќе жнееш. Не постои скриен пат за избегнување на стореното. Во Изреки 28 глава пишува:
Кој ги крие престапите своји нема да напредува, а кој се освестува и ги остава, ќе биде помилуван. Господ сака да има милост спрема нас. Тој ќе ни прости ако се покаеме. Гревот носи кон смрт, не само физичка смрт, туку духовна, да се биде без Бог, без радост. Исус Христос на крстот го победи сатанат и неговите дела и гревови. Во Јован Богослов пишува: кој прави грев од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши од почетокот, па затоа и се јави Синот Божи за да ги урне делата ѓаволски. Секој што е роден од Бога, грев не прави, зашто семето негово пребива во него и не може да греши, бидејќи е роден од Бога. А во Јован 4 глава пишува: поголем е оној што е во тебе од туку оној што е во светот. Исус Христос живее во тебе и ти дава моќ за да живееш прекрасен живот и живот во изобилство. Ти дава задоволство и исполнетост каква што не си почувствувал. Ти носи на вистинскиот пат. Едниот пат е широкиот кој води до уништување и потесниот кој води кон спасение и вечен живот. И на крај, ке жнееш повеќе отколку што си посеал. Во книга пророк Осија пишува: бидејќи сеја ветер, бура ќе пожнеат. А во Јован пишува: и жетварот веќе добива награда и собира плод за вечен живот, да се радуваат заедно и сејачот и жетварот. Посеј дело и ќе жнееш навика. Посеј навика и ќе жнееш карактер. Посеј карактер и ќе жнееш судбина. Што значи? Сите сме упатени и одимен кон процесот на жнеење. Сите изминати месеци, години, сееме нешто. Што ќе биде твојата жетва? Каква ќе биде? Што е со нашата совест? Дали функционира или е мртва? А кој може да ја оживее? Исус Христос? Што треба да сториме? Да се покаеме. Покајанието значи промена, вртење на насоката на движење, промена на нашиот ум, негово обновување, за да го промениме мислењето за себе, за Бог, за нашата потреба од Него. Кога ставаме семе од јаболко во почвата, очекуваме да порасне јаболко, а не портокал, нели? Но чудно, кога станува збор за нас, за нашиот живот, тоа не го сваќаме така. Доколку сакаме да сме здрави, треба да сееме здрава храна во нашето тело. Ама, ние сееме брза и нездрава храна, не вежбаме, а очекуваме да ожнееме здравје. Нелогично е, нели? Доколку сакаме да не почитуваат луѓето, потребно е да посееме семе на почит кон другите, а не недолично и себично однесување. Треба да го сакаме ближниот, како себе си, нели? Не се ја омраза кон ближниот. Обвинување, понижување, подценување, лажење и така натаму. Не можеме да очекуваме подобра жетва доколку го сееме истото семе. Ако има област во твојот живот што не ти се допаѓа, тогаш промени го семето, откорни ги старите корења. Да, можеби ќе треба да помине време за да се видат резултатите, но сигурно ќе ги има. Со секој посеано семе, сееш или љубов, или омраза, или добрина, или зло, или живот, или смрт. Тоа е закон, сакале ние или не. А штом го знаеме овој закон, зошто свесно би сееле зло? Оно што се е зло сигурно не е управувано духот на светлината и вистината, туку од некој демон кој има легални права за да го прави тоа преку поединецот. Она што е важно, кога се молиме, да го молиме Господ Бог да ни даде семе, а не дрво. Ние скоро секогаш го сакаме дрвото како готов производ.
а тоа е резултат на незнаењето на овој принцип на сеење и жнеење. Обично се молиме за некаква промена во нашиот живот, а при тоа не го менуваме семето. Ако се молиме за јаболкница, а ние сееме портокал, тогаш не можеме да очекуваме да го молиме Господ да израсне јаболкница. Во нас е контролата што сееме, што садиме. Да бараме совет, водство од Господ за тоа какво семе треба да посееме за да ја добиеме посакуваната промена. Но, и ова треба да го знаеме. Треба да сме трпеливи. Ние сакаме се одеднаш, се на брзина. Го посакуваме дрвото долго време и никако да го добиеме. Па потоа доаѓа разочарувањето. Семето е клучот. И друг сегмент кој е важен, е тоа што треба да бидеме свесни дека семињата, вакви или онакви, постојано се садат, или од наша страна, или од страна на другите. А резултатот е неизбежен. Секое семе ќе донесе плод. Се е семе. Содржините што постојано ги следиме, било тоа да е на телевизија, радио, на социјалните медиуми, музиката што ја слушаме, она што им го правиме на другите, како им зборуваме, како другите се однесуваат кон нас, се зависи од семето. Можете да погледнете во вашето минато и ќе констатирате што сте посеале, а што другите посеале во вас. Ако има нешто што не ви се допаѓа, не се разочарувајте. Започнете ја промената уште денес. Дар од Бога и да се има контрола и авторитет. Да ги искористиме правилно. Да бараме мудрост од Бога. Тој што бара ќе најде, тој што бара ќе добие. А најдобро е да се започне со проучување на Божјиот збор. Тој е храна за нашето тело и за нашиот дух. Така можеме да ги добиеме љубовта, мирот и радоста во нашиот живот. Секој ден правиме избори. Доколку живееме по телото, ќе добиеме и таква награда. Истото важи за живењето по духот. Телото вели, да, ќе сторам погрешно и ќе се надевам или убеден сум дека ќе се извлечам. Телото тврдоглаво оди во темнина, не сакајќи да ја прифати вистината на духот дека што ќе сееш, тоа и ќе жнееш, без исклучок. Затоа ѓаволот работи преку телото, а Господ Бог преку духот. Почитувани слушатели, направете го вистинскиот избор. Поздрав и благослов до следното слушање. Ја следете емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓиевска-Костадиновиќ. Елиезер,